Почитувани граѓани, на денешен ден, 1992 година, Македонија го усвои своето знаме и Македонија усвои својата химна. Ете точно кога владата на Мицковски го направи скандал, овој дебакл со нашето македонско знаме. На нивната официјална организирана прослава по повод 35 години од независноста на државата, платена со милиони евра народни пари, Мицковски и неговата влада ја понижија државата и ги понижија граѓаните. И наместо да кажат кој е одговорен, наместо да објаснат колку пари чини ова понижување, и наместо, што е најважно, да им се извинат на граѓаните што ги понижија нивните чувства, вчера се обидува со едно трагикомично објаснување да се оправдат дека всушност тоа што го видовме со така нареченото македонско знаме било, верували или не, уметничка инсталација. Значи за Мицковски, за ВМРО, за владата, државното знаме не е свет државен символ, туку е, цитирам, уметничка инсталација. И сега повторно, како рефлекс, се вратија на омилената тема. На народот, на СДСМ, односно на талогот. Кога ќе направат грешка, виновен е СДСМ, виновен е народот. Кога ќе понижат државата и државен символ, повторно виновни се граѓаните и талогот. Кога немаат резултати, повторно некој друг им е виновен. Тендер патриотите не знаат како изгледа знамето на државата, но многу добро знаат како изгледат бугарските пасоши и како се прават фирми во Бугарија. Тие многу добро знаат што е патриотизам, кога патриотското крадење на патриотските пари преку патриотските тендери си го организираат перфектно. Меѓутоа, она што сакаме денеска да го истакнеме на пресконференцијата е следно. Додека Мицковски е на екскурзија, се одвива една срамно обележување на независноста на нашата држава, недостасуваат клучни факти. Недостасува членството во НАТО, недостасува членството во Обединетите нации, недостасува кандидатскиот статус во Европската унија. Значи се прави ревизија на клучните историски факти, што е многу важно да го напоменеме. Зошто се прави оваа ревизија? Затоа што всушност ВМРО го нема во ниту еден од државните успеси кои што е постигнала Македонија. Напротив, токму СДСМ ги има направено сите најважни државнички чекори. И ова што беше објавено како спот и целиот тој проект е потврда за тоа што денеска го кажуваме. Каде денеска ќе беше Македонија, каде денеска ќе беше нашата држава, ако ВМРО беше цело време на власт? Немаше да имаме држава. Да подсетиме дека токму они го газеа македонското знаме на Мечкин камен. Значи, ова не е прв инцидент. На нас да се случуваат патриотите да имаме вакви инциденти. Или газење, или понижување на македонското знаме. Она што сакаме денеска исто така да го соопштиме и да го отвориме како тема е дека за ова мора да има последици. За срамната прослава со понижување на македонските државни символи за знамето, законот јасно предвидува санкции. Според член 4 од Законот за употреба на грбот, знамето и химната, државното знаме исто така јасно е наведено како може да се употребува државното знаме. Има и казнени одредби, тоа е член 30 од овој закон за прекршачна одговорност доколку организаторот на јавен настап по грешка или незнање истакне погрешно знаме. Денеска бараме владата да го прекине молкот и конечно да излезе пред граѓаните. Да каже која фирма го направи погрешното знаме. Кој беше задолжен за визуелниот перформанс? Колку народни пари чини оваа прослава и кој ќе сноси одговорност за ова понижување
на Македонија, на незините државни символи и на незините граѓани.